Средината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам, убавта ја своја, Скопје каже ми. Здраво живо во уште едно издание Скопје ми е дома, за оние што редовно не следат во изминативе 3 седмици, уште малку, специјални изданија посветени на локалните избори 2025. Вие сте на вистинска телевизија, која што во изминативе 2 години, не само кога е кампања, со посебен фокус се занимава со локални теми кои што ги засегаат граѓаните на Скопје. Впрочем, така тоа го зборуваат и насловите нели на нашите изданија, нашето Скопје, Скопје ми е дома, азбука на Скопје и многу Скопје на нашата програма. Денеска влегуваме на некој начин уште 2 дена, односно неколку часови, што би се рекло, до почнувањето на изборниот молк во завршницата на овој наш циклус. 18 часот и 15 минути е термин за представување на дел од кандидатите за градоначалник на градот Скопје. Со мене е колешката, како и секогаш, Викторија Петровска. Викторија, со кого ќе разговараме денес? Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва со нас овде во студиото е кандидатката за градоначалник на Скопје од редовите на СДСМ, господја Каја Шукова. Јас нема да должам во најавата, ќе се ја поздравиме веднаш гостинката. Господја Шукова, ви благодариме што ја прифативте нашата покана. Еве, токму во вистинска телевизија да ја представите вашата изборна програма и визијата секако за главниот град во следните 4 години. Како сте? Добро вечер, благодарам за можноста и секако поздрав до вашите гледачи. Добро, одлично, мислам, кампања е секако, напорно е, меѓутоа секогаш сме таму каде што треба да го пренесеме она што го имаме во нашите програми и визијата за развој на Скопје, така секако ја прифатев оваа покана со задоволство и еве сме тука да им пренесеме на гледачите. Како тече кампањата, како впечаток е така да започнеме генерално, во завршницата сме што би се рекло и освен тоа што е верувам на некој начин позитивно исцрпувачка за сите кандидати, бидејќи на вистина сте со набиени агенди и присутни во медиумите. Како ја оценувате кампањата? Па начално позитивна, барем што се однесува до мене, јас и по карактер не сум личност која се конфронтира, која се кара. Јас сакам да го пренесам она што го знам, што го познавам. Впрочем, заради тоа влегов во оваа трка, заради она што го имам позитите себе, сериозно искуство во животната средина, така да ќе се држам до мерките и активностите кои што се потребни за да се подобри градот во Скопје. Не сакам да се служам ниту со шпекулации, ниту со други работи. Мислам дека граѓаните сакаат да го видат она што вистински треба да го добијат како граѓани за да имаат поубаво Скопје. Во изминативе години сме биле сведоци нели на да кажеме младата македонска демократија од 30 и нешто години на независна Република Македонија. Сме имале преклопување, односно често пати сме знаеле како општество локалните избори да ги третираме малку поинаку и да заминат во некои други води и во некои други теми. Кој е вашиот впечаток? Нашиот впечаток е со Викторија, ако смееме да кажеме, дека конечно се враќаме на локалните приказни, меѓутоа се уште доминира она жичка проблемова, дека лидерите партиски го користат приликата за да го пренесат тоа на некои други фронтови. Кое е вашето мислење во врска со тоа? Има една мала димензија, би рекле, главниот фокус е секако на локалните избори, меѓутоа има една мала димензија, најверојатно ќе ни требаат уште години нели да го надминеме тоа, меѓутоа мислам дека тоа не го опфаќа премногу просторот, меѓутоа секако малку е застапено. Ви пречи тоа? Па мене лично не, да ви кажам. Јас зборувам секогаш за она што е во контекст на локалните избори. Знаеме дека секогаш има вакви паралелни процеси, мислам, тоа е реалноста, не може да се избега од тоа. Колку е помалку, толку е подобро во секој случај. Фокусот треба да биде сепак на изборите кои што ни доаѓаат, а тоа се локалните. Кој е фокусот на вашата изборна програма и оние столбови на кои што се градеше изборната програма на Каја Шукова за прв човек на градот Скопје? Па добро, има многу приоритети, ама јас секако изминативе скоро 20 на дена повеќе зборувам за 3 кои што сметам дека се многу битни за градот Скопје. Тоа е пред се отпадот.
со тоа што имаме и акутна состојба која што мора да се решава, а имаме и проблем заради тоа што немаме воспоставен одржлив систем за управување со отпад кој што му треба на градот. Вториот приоритет е секако загадувањето на воздухот и тој црпи, да речеме, мерки и активности во повеќе сектори, ако сакате да го намалите загадувањето на воздухот. И секако не помалку важен е јавниот превоз во Скопје, бидејќи мислам дека е навистина особено во изминативе 2-3 години се соочува со сериозни проблеми, тоа го осеќаат и граѓаните. Не дека другите не се обработени во програмата и не се дадени мерки и активности, секако урбаното планирање, зеленилото, културата, образованието, младите, спортот. Меѓутоа сметам дека ова се 3 работи на кои што мора да се започне со сериозни мерки, прво краткорочни, а потоа паралелно и воспоставување на системи за да можеме да имаме едно одржливо решение кое што ќе не прати во годините кои што доаѓаат. Кога го почнувавме овој циклус на специјални или предизборни изданија посветени на Скопје и на локалните проблеми, со Викторија консултиравме и вештачката интелигенција, си ја нарековме Скопјанка, бидејќи беше женски глас, се работеше за грок на мрежата X, меѓутоа не е ни важно, да ни ги даде приоритетите околу кои ќе се кршат копјата и впрочем столбовите кои што вие ги напоменавте ги имаат и другите кандидати се темите кои што доминираат. И сега во вашиот случај уште поспецифично бидејќи вашиот професионален бекграунд досегашен се однесува на животната средина и на искуството кое го имате во министерството. Па прво прашање кое што паѓа на паметите и на гласачот и нам како на медиуми, да речем, представници на медиумите е зошто до сега не сте го решили од позициите каде што се биле овие први 3 столба на програмата кои што допираат во животната средина? Ова прашање го добивам многу често, впрочем заради бекграундот што го имам. Јас на сите граѓани овој период се обидов да им објаснам дека е многу е различно централна власт во однос на локалната власт. Централната власт, согласно сите закони во државата, креира политики, носи планови, носи закони, имплементацијата е на локално ниво. За жал, годиниве наназад, не зборам само година, 2-3, зборувам веќе... Така, се менувале власти, да не речам, повеќе веќе од 30 години, локалната самоуправа заради своите слаби капацитети многу зависи од помошта од државата. И тоа е еден процес кој што ќе мора да се промени, со тоа што ќе мораме да ги зајакнеме капацитетите не само административно, не само технички, туку и финансиски, за да не зависат од државата. Во мојот работен век во Министерството за животна средина секако дека сум била инволвирана во процеси кои што им помагале на општините, меѓутоа тоа е генерално и е на ниво на државата. Последниве, да речеме, 7-8 години, особено во делот на управувањето со отпад, бидејќи со нашите пријатели, донатори или меѓународните, особено европските финансиски институции, создадовме еден систем, обезбедивме финансиски средства, меѓутоа да речеме за 5 региона во државата, преку заем за Европска банка и обнова и развој, тој проект се имплементира, меѓутоа не е во Скопје. Паралелно на тоа, со средства од Европската унија, да речеме, активно оди проект за управување со отпад во источниот и во североисточниот регион. Скопје е регион кој што за жал остана последен, иако има некоја физибилити студија пред некоја година како треба да се управува отпадот, не зборам само за Скопје, зборам за Скопскиот регион. Во тек е меѓународна јавна набавка која што треба да е финансирана од европски пари, значи од пари од Брисел, за да се утврди конечно оптималното решение за управување со отпад во Скопскиот регион. И државата тука помага, креира политики, дава насоки, обезбедува дали се тоа средства од заем, дали се тоа донаторски средства на билатерално ниво. Тоа значи дека Министерството како такво работело годиниве и јас сум била вклучена активно во тие процеси, меѓутоа тоа не значи директно вклучување во имплементацијата, бидејќи имплементацијата мора да дојде од доле од општините. Знам дека до годиниве општиниве се соочуваат навистина со слаби капацитети, тоа го гледав преку својата работа. И навистина правев и јас и сите вработени во Министерството максимум за да им помогнеме. Паралелно да речеме на овој процес. Во 2023 година, исто така како Министерство, обезбедивме проект кој што се викаше ЕУ за чист воздух, кој што комплементарно во себе содржеше неколку активности и помогна на 4 најзагадени градови во државата. Таму беше вклучено и Скопје. Впрочем, од тој проект се набавија последните 6 еколошки автобуси кои што се во Скопје, оние што се на газ последните.
во овие 4-5 години фактички тие си последните автобуси што се набавени. Меѓутоа, јас сум присталица на таков интегриран пристап на проекти. Во тој проект се набавија еколошки автобуси, се направија многу нови зелени површини, бидејќи се одеше со 4 градови, од кои што едниот беше Скопје. Потоа се одеше со замена на нееколошки системи за затоплување во јавните објекти и имаше набавка на опрема за мониторинг на загадувањето на воздухот. Според мене, треба да работиме на таков тип на проекти, каде што врзуваат во себе повеќе активности кои што ви даваат ефект во повеќе области. Тој во случајов влијаеше на јавниот транспорт, влијаеше на зголемување зелените површини кои што се текако битни нели за намалувањето на воздухот, влијаеше на промена на системот на затоплување и јас сум присталица и тоа го зборувам и овие денови дека ние државата ако сака да помогне на општините треба да продолжи со вакви проекти за кои што Европската унија има достапни средства и ние треба и градот Скопје вкоршем може истото да го направи, може да аплицира за ваков тип на проекти и може да си реши голем дел од проблемите во градот. Се чини се работи за еден интердисциплинарен пристап на долгорочно планирање. Апсолутно. Меѓутоа исто конкретни мерки секако. Да, меѓутоа на локалните избори најчесто граѓаните сакаат резултати овде и сега, да. Јас сега ќе ми простите за дигресијата, меѓутоа ете да не го приватизирам разговорот, сум следел во кариерата и меѓународна политика и најчесто во тие мотивацијски анализи на пристап кон политиките, кога ги споредуваме Европа со Америка, најчесто велат Европската унија е преокупирана со процес, а Америка со резултати. Во смисла, често и на вработените им велам дека не мора да отрошите работното време од 7 часа или 8 часа, безсмислено, заврши си работата и прави нешто друго ако е во слободното време, така што таа би била споредбата. Што со легитимен е процесот, легитимна интердисциплинарноста, меѓутоа што со резултатите сега, апропо, имајќи го предвид нели дека вашиот против кандидат од ВМРО ДПМН настапува со некакви рокови од ден, 2, 3, 70 и нешто часа и така натаму. Видите, неспорно е дека градот треба веднаш да се исчисти. Јас во неколку наврати ќе кажам и сега дека за 72 часа, односно за 3 дена, технички е невозможно да го исчистите целиот град, иако не значи тоа дека не треба да почнете од првиот ден. Земајќи во предвид дека работата на комунална хигиена во моментот е на многу ниско ниво, знаеме и дека голем дел од механизацијата, односно камионите со кои што се собира ѓубрето, голем дел од нив се расипани. Мора да се направи во првите денови секако еден оперативен план за да видите прво со какви ресурси располагате, да видите кого се надворешно од комунална хигиена ќе можете да го вклучите во тој оперативен план, бидејќи за да собирате и транспортирате отпад, мора да имате дозвола од државата. Министерството за животна средина издава дозвола, значи не можете вие да кажете еве јас ќе ја повикам, сигурно има општествено одговорни компании, особено многу кандидати ги спомнуваат аутсорсинг. Да, кои што сакаат да ви помогнат, меѓутоа ако немаат дозвола за собирање и транспорт на отпад, тоа не смеат да го прават. Тоа значи дека ќе мора да се направи една сериозна анализа да видиме кои од оние кои што се вон системот на градот Скопје ќе можат да се вклучат во целата ова операција. Јас заради тоа велам дека е невозможно за 72 дена да се исчисти градот, бидејќи вие секако неколку дена ќе морате да работите на мобилизација на сите оние кои што можат да влезат во процесот. Нема да биде едноставно. Јас не векам дека тоа може да се направи. Можеби ќе ни треба и месец дена, можеби ќе ни треба и повеќе. Меѓутоа мора да се тргне од негде. Мора таа опрема да оди на сервис да се поправи. Јас не знам зашто во моментот тоа не се случува. Ќе ви треба сериозно неколку дена за да се консултирате со структурите кои што се во градот, со експерти кои што можат да помогнат, има луѓе кои што ги познаваат состојбите и во градот и пошироко, така да ќе треба малку повеќе време од 72 часа. Да оди чекор по чекор со столбовите нели од програмата и отпадот на некој начин почнавме, меѓутоа за конкретните нели примери и проблеми на кои што сме сведоци во изминатиот период и во очи и за време на предизборната кампања. Верувам дека кампањата ја терате на терен секојдневно, па ете кои се можеби клучните приоритети кои што граѓаните ги бараат од вас како нели кандидат за градоначалник на главниот град и следните столбови, кажавме загадување на воздухот, урбанизацијата, тука исто така долгорочната визија за урбанизацијата на градот. Впрочем, најмногу зборуваат токму за овие три работи, бидејќи состојбата со отпадот во Скопје е алармантна.
Во пресред сме на зимата и знаеме дека ќе почне повторно загадувањето на воздухот и најмногу разговараме на овие теми и прашуваат кои се оние мерки кои што можеби краткорочно можат да помогнат барем дел од загадувањето на градот да се намали. И јас во својата програма имам ставено и мерки активности кои што на краток рок може да се веднаш да се имплементираат веднаш. Повторно ќе ви требаат неколку месеци бидејќи за било што да имплементирате од буџетот на градот Скопје вас ви треба јавна набавка. Тоа се сепак јавни пари, тоа се пари на граѓаните. Меѓутоа еве да речеме една од мерките кои што мислам дека може на брз рок да даде резултати, тоа се филтри на очаците на домаќинството. Бидејќи знаеме дека најголемиот процент од загадувањето на воздухот, за жал, се уште доаѓа од домаќинствата. Тоа се анализи, тоа не се мои проценки, тоа се анализи кои што се прави низ изминатите неколку години, ги потврдуваат повеќе студии направени во изминативе 5 години. Што значи дека ако годишно да речеме набавите, еве да речеме околу 5000 домаќинства, така е ставено во програмата, и ги изчистите оџаците, тоа е многу битно. Бидејќи наталоженото саѓе на оџаците прави исто така сериозен проблем. И чистење на оџаците и поставување на филтри кои што ќе ги задржуваат новите PM честички кои што излегуваат природно во воздухот, мислам дека ќе го намали степенот на загадување. Не очекувам јас дека тоа ќе биде за 50% во првата или во 2 или 3 години, меѓутоа по неколку проценти да намалуваме годишно. Ова е само една од мерките, има повеќе мерки. Мислам дека сме на добар пат. Треба да се оди со конкретни мерки. Замена на системите на затоплување. Знам дека и годиниве наназад имаше одредени мерки кои што ги финансираше и градот и општините, но очигледно дека не е доволно. Јас велам вака, го знаеме кој е буџетот на градот Скопје. Знаеме колку средства се трошат за капитални инвестиции, околу 30 за помош на јавните комунални предпријатија, тие се трансфери. Знаеме колку се трошат на плати. Од делот на капиталните инвестиции, ние мораме во првите 2 и 3 години најголемиот дел од средствата да го насочиме токму кон ваквите мерки, кои што ќе го средат системот за управување со отпад во градот, ќе го исчистат градот и особено мерките за намалување на загадувањето на воздухот од домаќинствата. Паралелно на овие две, веќе имаме обезбеден проект за изградба на Bus Rapid системот, или на кратенка гледам сите го кажуваат БРТ. За имплементација на тој проект имаме готова техничка документација, имаме готов проект, треба само да се распише јавна набавка и имаме обезбедени пари кои што 4 години за жал овој проект 4 години стоеше во фиока, не се спроведуваше, ве сега гледам повторно се враќа, јас викам на сцената. За првата линија од Ѓорче Петров до аеродром. Таа е линија во должина од 13 километри, значи точно се е предвидено, 21 постројка, околу 30 на нови еколошки автобуси кои што ќе заменат дел од овие. И додека се гради таа линија, таа може да биде готова крајот на 27 или почетокот на 28 година. Тоа е според мене краток период за да имплементирате сериозна добра. Ова е мерка, јас се гледам како мерка. Паралелно додека се гради, ќе се прави оптималното решение за север-југ. Значи предвидена е во рамките на БРТ системот, там има условно обезбедени уште 30 милиони евра. Треба да се направи најоптималното решение исто така и за север-југ за да може да речеме во 28-та година да започне изградбата и на таа линија. Тие би биле двете главни линии во Скопје, а од сите делови на градот јас велам народно со останатите повторно мора да бидат еколошки автобуси кои што мора да се набават во краток рок, би се ранеле овие две линии. Сите промени фактички патниците што би ги правеле на овие две линии. Ова е проект за кој што се обезбедени пари уште пред 5 години. За жал, со промената на локалната власт беше тргнат на страна, не се имплементираше. Еве сега многу ми е драго, јас од првиот ден го зборувам, што и моите против кандидати во текот на кампањата полека, но сигурно го прифатија овој проект и рекоа дека е еден од проектите кој што може да го реши јавниот превоз во Скопје. А јавниот превоз ни е многу битен за тоа што ако сакаме да ги намалиме бројот на автомобилите на улиците, ние мораме на граѓаните да им дадеме алтернатива. Алтернативата, основата ви е јавниот превоз, ама да биде јавен превоз како што треба, не како што е овој во моментов. Што би се рекло кога си веќе во кампања и ние се шегувавме дека вие по навика програмата и листовите хартија ги држите пред вас и дека воопшто не ви требаат. И на некој начин го презедовте ова дискусија, нели? Впрочем и самата емисија за ваше представување, меѓутоа од
загадувањето стигнавме до јавниот превоз на брзина, онака како што сте навикнати во програмата, нема проблем. Јас само го констатирам бидејќи Знаете како последователно ми доаѓа бидејќи тие навистина мерки кои што зависат, поврзани се помеѓу себе. Јас ќе ве вратам малку можеби приземно од позиција на обичен граѓанин, човек кој што е можеби неупатен и кој што како што рековме преѓа сака можеби резултати сега веднаш да види, не знаејќи или не го интересираат процедури или не е упатен во процедурите и така натаму. Споменавте филтри на оџаците, кои споменували други кандидати од позиција на обичен гледач. Тоа нешто мене ме чини, па да не ми воведуваат правила, па да ме ставаат во трошок. Заборив да кажам дека се бесплатни, како такви се се ставени во програмата, да. Изумив, благодарам што ме потсетивте. Да, бесплатни тие би ги субвенционирал градот, значи би ги дал градот на буџетот има капацитет за такво нешто. Има, бидејќи тие не чинат многу пари, бидејќи станува збор за мал филтер, тој не е преголем, тие не се многу скапи и можат да влезат во рамките на буџетот. 5000 годишно мислам дека не е преголема бројка, а секако е значителна за во однос на домакинствата кои што ги има во градот Скопје. Значи мора да има субвенции. Дури согласно програмата предвидувам субвенции и за приклучување повторно на системот на топлотна енергија. Жалосно е што годиниве наназад заради, јас велам вака, има и за и против причини секако, мора да се седне со граѓаните, мора да се седне со компаниите кои што дистрибуираат топлотната енергија, да се види каде се проблемите, некои велат во големите сметки, некои велат во неефикасноста на дистрибуцијата на топлинската енергија. Значи јас сметам дека тоа се проблеми, ама кога ќе ги ставите на маса и кога сериозно со сите партнери ќе разговарате, чекор по чекор може да се решат и тие проблеми. Во првите неколку години да им помогнеме на граѓаните. Оние каде што имаат повисоки сметки, можеби со субвенција за повторно да се вратат на системот и да видиме што е проблемот тоа е технички најверојатно со неефикасната, да речеме, во одредени реони. Јас не велам дека е сегде, меѓутоа во одредени реони со неефикасноста на топлинската енергија, така јас велам дека има решение за се. Само треба да зборуваме отворено за проблемите и заеднички да ги решаваме. Еден човек не решава проблем. Градоначелникот на Скопје сам по себе не може да реши проблем. Меѓутоа, треба да менаџира и да дава добри насоки како да се одвиваат процесите и кој се треба да биде вклучен во процесите. И треба да биде отворен и транспарентен пред граѓаните. Вие на граѓаните и да отворите процес и да видите дека имате сериозен проблем и дека тоа за година-две можеби не може да се реши, тоа треба да го кажете, да им се каже на граѓаните. Мислам дека им е доста од тоа да им бидат затворени вратите, да немаат доволно информации. Јас секогаш сум била транспарентна и кога сум била министер и кога сум била, јас велам, обичен чиновник во министерството, секогаш сум зборувала отворено за проблемите. Мислам дека тоа е единствен начин да се истите да се решат. Во врска со собирањето на сметот ќе се вратиме малку подоцна во смисла на управување со јавните комунални предпријатија, решавање на проблемите кои што таму евидентно постојат и се констатираат во изминатиот период. Меѓутоа го споменавте управувањето со отпадот и дивите депонии. Често се мешаат термините, меѓутоа според вашата стручност можете и тоа да го објасните, ама да не го губиме до толку времето сега да објаснуваме што значи едното, што значи другото. Што со акутните, актуелните проблеми кои што во моментов ги има, на кои што сме биле сведоци, вардариште, диви депонии и така натаму. Да. Добро, јас и преска споменав за отпадот, не додадов фактички дека освен тоа што мораме да го решаваме акутниот проблем, ние ќе мора паралелно да започнеме еден процес да воспоставиме современ одржлив систем за управување со отпад, а тоа значи селекција, реупотреба и што помалку количини на отпад финално да се депонираат на депонија. Тие се системи на циркуларна економија ги применува цела Европа. Голем дел од градовите, современите градови веќе се приближуваат и кон нула отпад на депонија. Тоа значи дека го искористуваат најголеми дел од отпадот. Отпадот е ресурс и мораме да научиме дека е ресурс. Однос на овие акутни прашања, како што е проблемот со вардариште, тука се судривме со идеите со еден од моите против кандидати, со Георгиевски, бидејќи во неговиот план има дека вардариште ќе биде парк. Јас се спротивставив на таа идеја. Јас велам дека до 96-7 година вардариште била депонијата на Скопје. После тоа преминува во претоварна станица, бидејќи се отвара Дрисла. Меѓутоа таму има огромни количества
на ѓубре, проценките се, ова се проценките. Ние што се чуваме направени. традиции како народ, па и таа традиција сме сочувале во негативен контекст. Да, дека има таму преку 2 милиони метри кубни отпад, тоа се огромни количини на отпад и таму треба сериозна интервенција ако сакате во некој догледно време, после 20-30 години таму да имате парк. Она што е битно во моментот, јас го кажувам и денес ќе го повторам, дека вие мора да направите сериозна заштита таму, да го затворите тој простор, да нема пристап на оние кои што прават подпалување на отпадот, да расчистите дел од локацијата, таму каде што немате големи количества на ѓубре, и таа локација да ја спремите за претоварна станица. Ама претоварна станица по европски методи, не онакви какви што ги гледаме во моментот. Согласно сите студии што се направени за градот Скопје и за Скопскиот регион, Вардариште е локација за претоварна станица. Јас вака да им биде поедноставно на граѓаните. Ако вие ова опатот на Скопје, вие мора да имате локација за претовар, каде што од сите делови на градот ќе пристигнуваат камиони од секаков тип, бидејќи во малите улички влегуваат мали камиони. Тие немаат капацитет да стигнат во Дрисле, затоа мора да се направи одреден претовар. Ако воспоставите систем на селекција и реупотреба, количините на отпад кои што ќе стигнуваат за претовар ги намалувате. Што значи дека, затоа велам јас, системот сам ќе се одржува, бидејќи стаклото, пластиката, алуминиумот, хартијата, тоа се све металот, тоа се може да се реупотреби. И ние треба да се насочиме во таа насока. Да не се занимаваме со трошење на многу пари за санација целосна. Ако сакате Вардариште да го направите парк, вие можете да го тргнете целиот отпад од таму. Бидејќи имате процеси, таму се големи количини на ѓубре, треба да правите одгасификација, треба да ги зафаќате отпадните води, треба да имате таложење на земја, на глина, тие се посебни системи за компактирање, ќе изгубите многу време, ќе изгубите многу пари и навистина ќе треба да чекате барем 15-20 години за да можете тоа да го користите како парк. Јас велам, основната санација мора да се направи, да се утврди локација каде што ќе биде современа претоварна станица, а ние нашата енергија да ја насочиме да воспоставиме систем за рециклирање и за селекција и рециклирање, да ги намалиме количините и што ќе доаѓаат на Вардариште и финално што ќе одат на Дрисла. И долгорочно тоа ќе надмине веројатно според ова како што кажувате, повеќе од еден мандат за, не знам, некакво Еден мандат може акутно да ги решава проблемите во Скопје, значи да го собирате ѓубрето, да обезбедите систем. Добро, оградување, чуварска служба, воведување ред, меѓутоа тоа не го решува. Малку ви еден мандат, се да спроведете, бидејќи и градовите кои што имаат добри системи на отпад, вакви одржливи системи на отпад, тоа го правеле во неколку мандати. Тие се скапи системи, бараат време, граѓаните мора да научат нова пракса. Треба да почнат да селектираат. Додуше има и сега што овакво граѓани што селектираат, ама за жал во најголемиот дел од Скопје вашите контејнери се за комунален отпад само. Вие нема и да го извадите селектираниот отпад во посебна кеса, во што и да е, комунална хигиена ги собира сите и ги става во еден камион. Таа пракса мора да се напушти. Во едно од промотивните видеа кои што кружат на социјалните мрежи, прашувате што му недостига на младиот човек во главниот град, ги добивте ли одговорите што клучно му недостига на младиот човек и како ите според вашата изборна програма со кои мерки ќе ги задржите младите токму тука во Иако Скопје? дискутабилно е нели и со други кандидати досега, која е дефиницијата за млад човек? Кај нас Сите сме млади, во Во душата духот. сите сме млади, во духот сите сме млади, да. Бидејќи овие новите генерации често пати и тоа преднагласување на млад човек знаат да го сватат малку и обратно како приказна, а од друга страна ние малку повозрастните па се навредуваме зошто не спаѓаме во таа категорија. Да, сите сме млади во духот, секако мислам дека најголемиот дел и на поголема возраст се чувствуваат како деца. И тоа е убаво, мислам. Кога зборуваме за она што им треба на младите, фактички им треба од најмалечките, јас би рекла, од најмладите и секако до највозрастните, бидејќи сите заслужуваат да имаат еднаков третман и да имаат активности, нели, кои што ќе им го направат животот порадосен и поубав. Ама кога зборуваме прво за најмалите. Луна паркот мислам дека е апсолвирана тема веќе години наназад. Таквите како мене кои што пораснале со Луна парк и зоолошка градина едноставно не можат да сватат дека години наназад има клуч на Луна паркот. Секако дека е ставен во програмата уште пред во мандатот на Петар Шилегов е направена
е направен проект кој што го правила италијанска компанија, они се мајстори во таа област, за еден мултифункционален простор кој што вклучува и Луна парк, и вклучува, ние додадовме и ботаничка градина, а секако вклучува и аквариум, значи малку да одиме кон современите текови, кон современите начини на забава за младите деца. И секако во зоолошката градина паметиме пред 5-6 години дека таа беше навистина гордост на градот Скопје, кога се направија нови хранилишта, кога и општествено одговорни поединци, компании влегоа со своји донации. Таа пракса повторно не ја гледаме овие 4 години. Значи тоа е како пакет, да речеме, е влезена во програмата. За малку поголемите од младите, да речеме, средношколците, оние што се на факултет, Младинскиот културен центар. Исто така една институција во која што пораснаа генерации и генерации, изминативе неколку години дисфункционален. Ставено е во мојата програма и постаро домот на градежници, сега домот Кочо Рацин, кој што исто така нема функција во моментот, а нудело содржини и може да нуди содржини. Програмата вклучува и изградба на конгресен центар на периферијата на градот, кој што треба да има сали за конгреси, за проекции, за секакви активности од било каков тип, кои што се врзани нели со конгресниот центар, и секако саемски дел кој што ќе омозможи, бидејќи навистина многу ни фали што немаме саем повторно во градот, и сметам дека паркинзите и Борис Трајковски не се местото каде што треба се одржуваат саемски активности. За жал, после трагедијата во Кочани, голем дел од објектите се утврди дека немаат, не ги исполнуваат сите стандарди за да работат. Ке мора да се, и јас веќе разговарав со голем дел од угостителите, меѓутоа ке мора да се седне и да се поразговара. Знам дека се тоа инвестиции кои што мора да се вложат, меѓутоа вака не можеме да одиме понатаму. Ова лето и од туристите беше констатирано, Скопје важи за град со богат ноќен живот, а сега во моментот тоа го нема. Само неколку работат. И слушам дека изминативе месеци, значи после трагедијата во Кочани, најголем дел од младите одат се забавуваат на паркинзите на Водно. По мене првото е тотално небезбедно. Па и меѓу зградите во центарот, да, се пие. Тотално небезбедно, мислам, мораме да го вратиме она што го имавме, ама тоа мора да биде секако согласно закон. Јас планирам да седнам со сите нив, да видам кои се проблемите, и ако ги знаеме, и да го изнајдеме најдобриот начин, како дел од таа инфраструктура, да речеме, за забавниот живот во Скопје, повторно да се инвестира во неа, можеби ќе помогне и градот, зошто да не? Ме разбирате, ама мора да се седне, отворено да се разговара и да почнат полека тие забавни содржини повторно да се враќаат во Скопје. Урбанистичкото планирање, освен што нели градежништвото во Скопје е добар бизнис, како што гледаме, нели, и што е добро на крајот на краиштата за економијата генерално, често се споменува не само како флоскула, туку како нешто што е нужно и насушно потребно. Не е само обичен збор, урбанистичко планирање, рамномерен развој и така натаму, каде го гледате и како го гледате ширењето на Скопје, ако предпоставиме дека заради некои економски процеси и општествени процеси, особено миграцијата и концентрирањето на дел од бизнисите и државните институции во главниот град, дека таа миграција допрва ќе се зголемува и ќе имаме потреба не само од градинки, туку и од места за живење кои постојано никнуваат и повторно излегува дека се премали. Ако го додадеме на ова и туризмот, за да не филозофираме многу, веројатно Скопје има капацитет и потреба економска допрва да се шири и развива. Како го гледате тоа, каде го гледате и како нели екологистите да ве наречам, го гледате балансот меѓу таа бетонизација, непопуларно речена, и зелените површини кои мораме да ги сочуваме? Добро, и во делот на урбанизам очигледно се соочуваме со сериозен проблем, особено изминативе неколку месеци, кога почна јавно да излегуваат голем дел од дивоградбите, да ги гледаме, значи оние кои што не живеат во тие простори каде што ги има, да ги гледаме на малите екрани. Тој процес дефинитивно мора да застане. Јас предвидувам јавна ревизија на сите објекти, бидејќи знам дека согласно разговорите со граѓаните, дел од нив се и тотално небезбедни, пред се да речеме од аспект дека не може до нив да пристапи ниту противпожарно возило, нити возило на брза помош. Не дај Боже, ако се случи таквото нешто, значи не сакам ни да размислувам во која насока тоа ќе оди. Вие убаво споменавте, градот годиниве наназад, значи децениве наназад, одредени делови на градот повеќе се развија,
и повеќе се урбанизирани одредени делови, значи зборуваме за северниот и за јужниот Па дел добро, на и градот. центарот се Центарот натрупува, градско да кажеме, подрачје или јадро, мислам дека веќе е презаситено. И голем дел од граѓаните тоа го кажуваат. И движењето низ центарот е секако отежнато. Не е само и во центарот, мислам и во други Не, ми делови паѓа на на памет, градот. бидејќи таму се движам, да речеме во Дебармало во овој момент се градат неколку згради, да речем, баш во моментов Да, се во фаза на изградба. конечно и заради тоа и имаше една иницијатива која што актуелниот градоначелник на центар не знам само зошто не помина баш кај граѓаните да има ограничено движење, да речеме во викенд, бидејќи знаете дека таму има доста од луѓето се движат за викенд во Дебармало, за да ги заштитите да не може да се движат со своите возила, туку да биде повеќе како пешачка зона. И мислам дека треба да одиме натаму. Како што треба да одиме и за изградбата, односно не изградбата, него утврдување на мал ринг во Скопје, каде што треба да има повеќе место за пешаците и за велосипедистите, а помалку за возилата. Ама знаете како тие се процеси кои што мора да се реализираат последователно за да додете до крајниот резултат. Ако не обезбедите соодветен јавен превоз во градот, вие не можете да им кажете на граѓаните помалку со вашите Мора возила алтернатива, мора за да им забраните. Мора така за да им забраните. Значи многу процеси ќе мора да се одвиваат во градот. Јас изминативе неколку месеци со одредена група на луѓе, експерти кои што ги познаваат особено во делот на урбанизмот, почнавме да работиме на визија за Скопје од 25 до 50 година. И тоа правиме анализа, правиме сега кои делови на градот се повеќе урбанизирани, каде има можности за да се продолжи урбанизацијата, кои делови на градот ќе треба да има повеќе пешачки зони, каде треба да има повеќе зони за велосипедисти или повеќе велосипедски патеки. Тоа е документ на кој што уште работиме, има некоја драв верзија. И мислам дека таков документ веднаш му треба на Скопје, ако сакаме да знаеме каде понатаму за наредните 25 или 30 години. Поедноставено, географски, исток, запад, север, југ, го споменавте тоа и со брзиот транспорт, нели? Каде го гледате ширењето или каде има потенцијал за ширење, нели? Па повеќе секако во северниот дел на градот, меѓутоа тоа не значи дека треба да запре се и во другите делови на градот, меѓутоа мора тоа да биде согласно генерален урбанистички план кој што за жал истече во 22-та година и веќе подитно мора да се донесе. Меѓутоа сметам дека ова што го правиме како визија за градот, каде можете и каде треба и повеќе зелени површини, впрочем и тоа заборев да го споменам, тоа треба да биде основата за да се направи и генералниот урбанистички план. Така да повторно ќе кажам, многу од работите се испреплетени помеѓу себе. И за да направите визија за градот Скопје, покрај градењето урбанизмот, вие мора да детерминирате и каде ќе се движат слободно пешаците, велосипедистите, каде ќе имате нови зелени површини, како ќе ви се движи урбаниот превоз. Значи, сите тие работи, ако сакаме да имаме град кој што во наредните сега 30 години ќе се развива во рамките на она што е навистина за нормален, да речеме, развој на еден град кој што нема да има повеќе бетон, ќе биде повеќе за луѓето. И тоа е визијата. Велиме град повеќе за луѓето, не за бетонот. Мислам дека веќе треба да одиме конечно во таа насока. И ете, може би не меѓу приоритетите, меѓутоа не помалку важно и дигитализацијата би споминале овде како тема. Да. Што е предвидено во вашата програма? Предвидено е повторно да се продолжи со еден процес кој што за жал повторно застана пред 4 години. Пред 4 години во времето на Шилегов се воспостави мрежа, дигитална мрежа, со која што во овие 5 години веќе се управува осветлувањето во градот Скопје на главните раскрсници и булевари. Не знам колку тоа го знаат граѓаните. И се управува дигитално, се управува осветлувањето. На овој начин осветлувањето, трошоците за осветлувањето на главните, сега зборувам, раскрсници и булевари во градот е намалено за 80%. Значи, дигитализацијата може многу да ни помогне. Она што требало да се направи во овие 4 години, градот да продолжи на овние места каде што тоа го немаше спроведено, меѓутоа и општините во градот Скопје, во рамките сега на нивните улици кои што ги управуваат, да речеме, да воспостават исто така, да влезат во рамките на тој дигитален процес, на таа мрежа на осветлување во градот
и да го направат да си го направат поедноставен начинот на управување и поекономичен. Повторно ќе кажам, сега да не биде градоначалникот на Центар е мој со партијас, меѓутоа навистина единствениот кој што во овие 4 години во дел од општина Центар го има спроведено овој систем и кажува самиот дека навистина му се многу намалени трошоците за осветлување. Тоа е паметно Скопје или смарт Скопје, така се вика таа дигитална алатка, која што вклучува во себе многу можности. Значи, покрај за осветлувањето, ви дава можност, да речеме, вие да го контролирате паркирањето во градот. Секој може да симне на својот мобилен телефон апликација, ако го воспоставите како систем, како градот да го воспостави, и да видите во реално време на кое место во градот, каде што сакате да одите, дали имате слободно паркинг место и колку чини тоа. Можете да контролирате, да речеме, со поставување на сензори и на контейнерите, може комунална хигиена да знае сензорот што се поставува, дали е на 75 или 80%, со 75 или 80% полн контейнер, се поставува на отприлика на таа височина и знаете дали е контейнерот полн. Знаете по која рута да се движат вашите камиони. Постојат многу можности. Да не зборуваме за услуги за граѓаните за вадење на документи. Има некоја дигитализација, меѓутоа треба многу повеќе. Смарт Скопје или паметно Скопје како дигитална алатка мора повторно веднаш да се воспостави во Скопје, да почне да функционира, ако сакаме многу поедноставно да ни врват процесите, ама пред се на нас граѓаните, бидејќи јас сум граѓанин на Скопје. Како што велите интердисциплинарно, тоа секако треба да се прави и во соработка со централната власт, ги споменавте општините и секако поддршката од Советот. Но пред да преминеме на тоа, јас би сакал да се осврнеме на она што го споменав преѓе, менаџирањето со јавните предпријатија. Ако забележав добро во анализата на буџетот, вие како по дефолт, што бисте рекло, ставивте одреден трошок од општината, која што средства кои што се наменети за нив. Мора ли општината да издвојува и тоа да го гледаме како нужно зло, да кажам, да ги помага, одржува јавните предпријатија или може тоа да се направи да бидат успешни и самоодржливи? Самоодржливи. И јас споменав дека во моментот, значи заклучно со буџетот за 25 година, некаде од 15 до 20% по оно што јас го имам како јавно достапен податок, се помагаат јавните предпријатија да работеа како што треба, да ги извршуваа функциите како што треба и да се вложуваше во опрема во годиниве наназад. Јас мислам дека немаше да се доведат во оваа состојба. Секако дека може да станат самоодржливи, мора да се не да се откажат, туку мора да се тргнат од јавните предпријатија непродуктивните трошоци. Бидејќи голем дел од повозрасните, да речеме, кои што биле дел и вработени на времето во дел од овие комунални предпријатија, кажуваат дека во годините наназад имало малку поинаков начин на управување и на менаџирање, што значи дека може да се вратат тие јавни предпријатија на здрави носи. Ке треба време, заради тоа што нивните долгови се во милиони евра, не се во милиони денари, и тоа значи сериозен удар врз работата на предпријатијата. Ама вака, ако се продолжат во ваква состојба, тоа ќе значи уште нови милиони евра долгови, нефункционалност и немање услуга кон граѓаните. Бидејќи во моментов ниедно комунално предпријатие во градот Скопје не ви дава сериозна услуга. Немате услуга за отпад. Јас велам, немаме услуга за отпад. Во делот на водите, првпат после долги години се појави високите делови на градот да немаат вода. Парковите и зеленилото гледаме во каква состојба не се. Тоа значи, и да не ги набројувам сите други, тоа значи дека не функционираат и не даваат услуга кон граѓаните, а граѓаните плаќаат за услугата. Значи, мора да се направи реорганизација на јавните предпријатија, да се отстранат непродуктивните трошоци, ќе мора да се помогне во набавка на нова опрема, бидејќи она што ја имаат предпријатијата очигледно е девастирана, и да се види како инвестирале во изминатите неколку години, во што инвестирале, бидејќи секако имаат они капитални трошоци, јас не велам дека немаат. Дали тоа било наменско или ненаменско, ќе има сериозна работа таму, за да ги вратиме. И за крај, сосема на кратко, во интерес на времето, соработката централна власт, другите општини, нели рековме дека е тоа систем на врзани садови кој што е неминовен. Секако имате визија за соработката со Министерството за животна средина, бидејќи сте се соочиле со практично нели со тоа, како гледате на таа приказна и дали политизацијата која што споменавме на почетокот ќе влијае или би влијаела на функционирањето на штета на граѓаните? Па не сме, јас
постојано повторувам дека политичките интереси мора да излезат од градот. И кога зборуваме за соработка на општините со централната власт, не треба да биде битно кој е на централна власт и од која политичка партија доаѓа градоначалникот. Заради тоа што и средствата кои што се трошат на ниво на централна власт се на граѓаните, тие се пари на граѓаните. И тие што се трошат во општините и во градот Скопје се повторно пари на граѓаните. Значи, мора да има соработка. Не смее да биде битно. Јас барем таа пракса сум ја имала и кога бев министер, кога вршевме распределување на средства, ние распределувавме средства врз основа на соодветен и добро изработен проект. Не беше битно кој беше градоначалник на општината и од која партија доаѓа. И мене во повеќе наврати ми велат ќе станете градоначалник на Скопје, нема да ви помага централната власт бидејќи од ВМРО-ДПМН, а вие сте од СДСМ. Викам, каква... Таа логика мораме да ја напуштиме. Тоа не е логика. Тоа е погрешен начин на организирање на работите и соработка помеѓу централната и локалната власт. Без разлика кој е и каде е, само треба да има добро менеджирање и треба да има добра соработка и на хоризонтално и на вертикално ниво. Вики имаш комуникација со режија, завршуваме, така веќе алармот се. Само за крај да заокружиме зошто да го дадат граѓаните овој пат гласот за Каја Шукова за градоначалник на главниот град и со тоа полека и ќе заокружуваме. Да, јас својата кариера ја изградив сама. Јас во политиката влегов многу доцна, пред 5 години. И сметам дека она што го имам позади себе, познавање на процесите, особено во животната средина и во комуналните дејности, и те како помагна прво во детерминирање на мерките и активностите кои што се дел од мојата програма. И сметам дека секогаш сум била многу отворена, многу прагматична и веќе споменавме, проблемите ги ставам на маса и секогаш барам со сите заедно решение за проблемите. Мислам дека на градот му треба човек кој што има сериозно познавање на областите кои што се сериозни проблеми на градот и мислам дека нудам соодветни решенија. А партнери ќе ми бидат сите кои што сакаат да му помогнат на градот. Не само политичарите, пред се граѓаните, бизнис секторот, цивилниот сектор, мислам дека се сериозен партнер, научниот сектор, сите можат да допренесат и сите помогнаа во подготовката на програмата и на мерките и активностите, а треба да бидат дел и од имплементацијата на истите. Тоа е тоа, овде завршуваме, се одјавуваме и најавуваме средба за некој час, вечерва во 21 часот и 15 минути. Довидување. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам, убавка ја своја, Скопје граде ми. Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025.